Денеска ми ја даде учителот Панзо твојата збирка. Се израдував. Ми удираше срцето во секоја жила од возбуда. Песните се многу убави. Всушност, не се убави, најубави се, прекрасни. Учителот вика си имал уште вакви песни. Вистина ли? Коста, а јазикот наш си го погодил во сршта. Твоите стихови се со исти думи како во песните на тетка Марија, на мајка ти. Многу сакам, Кочо, јас да сум ти. Да можам и јас да создавам поезија. Ама не е важно тоа сега. Остави што глупости кажувам. Пиши кога ќе дојдеш на село. Со учителот сакаме да преведуваме нешто од француски, ама и твоите стихови да ги преведеме на француски. Друго не знам што да ти напишам. Сами сме со татко. Одам често во градот, ама не отидов на интернат. Не можам да го оставам татко сам. Имаш ли некој млад пријател поет таму во големиот град? Почнам да ти пишувам глупости, бате. Биди поздравен од мене, твојата мала братучеда Наде и секако но пасаран. Угодно вечер. Што им не луѓе го Бог да чува? Аман, господине, извинете, нисам ве видела. Аман, стрина Рајно, толкаво магаре да не ме видиш. Чекај да ти помогнам. Не треба. Јас. Не треба, господине. Стрино, немој ти мене, господине, да не ти речам јас тебе Рајно ле прво ливе. Што е сега? Вчера ме викна началникот во управата. Све чистачице. Да не строи и тормози. Оти. Да не ви чини чистењето. Не, за зборувањево. Не сме смеле така да зборуваме. Овде у управи, по нашо, ништо не разумел. Ајде бе. И? Вие што му рековте? Јас ништо. Ама Павлина од Киркови му кажа, ако не разуме, да си оди кај дедо му Јосиф Крашников у Теово, на убрзани течаи. И не избрка. Не може тоа така. Управата не е на дедо му? Дедова не е, али краљева е. Така рече управникот. Управа е моја, од краља. Добро, Стрино, Дујнава чија е? Дујнава е наша. Ако е наша Дујнава, управата и краљевината, нека се негови.
Ич да не се тревожиш. Да ти се позлати устата, синко. Дај, чекај да ти помогнам. Утре ќе направам една тужба. Нека дојде женава кај мене. За пари не е проблем. И невеста до година така да се служиш. Што рече? Астрино, Велам до година на свадба со невеста и неа така да ја служиш. од утре сама да си ги качуваш работите. Ајде со здравје, пријатна работа. Аман, шо реков? Господи Боже, денешна милост. Ekonomska, socijalna i privredna preorijentacija naše zemlje u ovim međunarodnim prilikama iziskuje punu mudrost i punu odlučnost, ako se želi da najširi narodni slojevi osete blagodet unutrašnje konsolidacije politike slave narodnog sporazuma. Seljaci i radnici proizvodnje ne smeju biti eksploatacije onih drže u rukama moćna materijalna sredstva i preko toga diriguju sebičnu politiku većeg profita. Mora se voditi računa da Ali, braćo, kogod smo stvorili čudo na privrednom polju, mi možemo danas reći da smo stvorili jedno čudo neviđeno i na političkom polju. Rad moje vlade i rad Jugoslovenske radikalne zajednice uspeo je da pomiri i vašeg zemljaka, gospodina Petra Živkovića, sa doktorom Mačekom. Добар ден, мајко. Дал ти Бог добро, синко? Здраво, татко. Kad je zla zima, kad je teška zima, onda plačka i... Ружо, што е со старија? Од кога почна Ja да bih слуша mogu вести? da zaključim da je ovo Откако се врати од пешта, za sebe секој ден, изравно у 15 сат. će težak nego prirodna zima. Господ знае што му е извадило памет. To će biti zadnjišima sibirska zima. А ти, Ружо, To je pa sačavim sa tamo. што имаш денес за ручек? Немој ти мене, Ружо. Ружо, Odolbi za današnji dan. Жена ти така да ја викаш и да ја лигаиш. Danas imamo lepo vreme, аман тебе, луѓе. dokaz Аман, da за ручек прашав. naša je pobjeda. Да си ја праша жена ти. Jednom Каква жена? Јас немам жена. nosi od države i menjao granice, И па синко, жени се, па прашај. i sačuvamo mir. Znači, uspeli smo Отишол светот во мајчината. sačuvamo Jugoslaviju. Молам? Велам, Васо, отишол светот во мајчината. Ти си почнал да слушаш вести секој ден. Ружа не дава за јадење. decembra svaki od vas je odgovoran za sudbinu. Не знам што е следно. Vašom pomoću i vašim poverenjem nastavi svoje veliko delo dr. Milan Stojadinović. Германија да ја нападне Русија? Ич не ме чуди. Како тргнала работата? Што е бе, Васо? Од кога почна ти да му го береш гревот на светот? Па нели ти си тој што цел живот зборува? Глеј си ти своја работа, немој да му го береш гајлето на светот. Абе, синко, да му ебам мајката. Како човек старее, се повеќе почнува да мисли на работи кои до вчера не ги забележувал. Не знам што се случува, ама нешто гадно се случува. Светот пак ќе се преврти наопако.
Ама сега со главата надолу. Епа, за мерак, таман да се нареди за нас. Оти кога е светот со главата нагоре, ние сме надолу. И нека се преврти тој свет веќе еднаш наопаку, за да си дојдат работите таман таму кај што им е местото. Што е сега, пак кажав нешто што не треба? Кажа како што треба, ама гледај друг пат да не кажуваш кај што не треба. Тоа сакав да ти го кажа. Ружо! Ружо! Ќе донесеш да јадеме или со Аце да отидеме код српско краља да нас служе лепотице из Ниш? Бог да чува и да брани. Тебе на стари години почна да ти лета умот. Наместо да му зборуваш на детето за она што треба, ти ми бистриш политика. Ружо, така те сакам. Немој сега и тебе да те подберам. Што е, Васа? Абе исто. Како вчера, како завчера, пред една недела и пред еден месец исто е. Мајко, ќе наздравиш со нас пред ручек? Ќе наздравам, синко. Ама на свадба. А ти, Васо? Јас ќе наздравам и пред свадба. Ај на здравје, синка. На здравје. Здрав и жив да си. На здравје. Многу сум гладен. Што имаме денес? Супа со фиде и трава ориз со пиле. На здравје нека ви е. На здравје. Десерт. 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 Аман со тој десерт. Има шекер, бе, човек. За тебе нема десерт. Кој е? Тодор. Одиме во биоскоп. Дојде нов филм, да фатиме место со време. Еј, од кога почна ти да одиш по биоскопе? Нели не беше тоа работа за тебе, а? Добар ден. Извинете. Ацо не ми кажа дека ќе ручате, инаку немаше да дојдам. Нека ви е сладко. Фала ти, Тодоре, влези. Не стои на прагот. Влези да ни влезат стројници в куќа. Какви стројници? Така се вели.
Темек да не стојат страниците на прагот, оти не може да се изврши свршувачката. Така е, чичко Васо, ама или е тоа за моминската страна? Абе, моминска, не моминска, ти гледај да не ти дојде на глава. На време дојде. Ајде да се напијем, ајде. Сега ќе го послушам благото. Брзаме, мајко. И што е тоа толку брзање? Рано е за во биоскоп. Како сте по дома? Отиде мајка ти? Отиде мајка вчера на бања, во Кежовица. Рече ке поседи една недела. Машала. На здравие нека е. Амин, тетка Руж. Ние отидовме. Абе, деца? Абе, благото барем да го пробавте. На Васо му бил късметот. Ајде, со здравие. Со здравие. Ај па убаво да си поминете таму у биоскоп, кога не ме земате мене. Или таму кај што ќе отидете по биоскоп. Ај со здравие. Со здравие? Бог да чува и да брани. Веднаш да ми го вратиш тоа што го криеш затвор. Кога ќе разговараш со син ти за тоа што треба да разговараш, ќе ти полеам баклава. Ајде. Доста со тој тутун. Малку е што не го земаат без пари, уште и го преплаќаш. Ајде. Па и ти, да се да кажеш нешто. Абе, Ќерко. Седни малку тука да позборуваме. Само да ја донесам вечерата, татко. Ајде. Што мрмориш, бе, Васо? Ништо не те разбирам. Митре. Да. Пари. Само момент, Ружо, само момент. Платено. Готово. Ете го еса под Ружо, ете го. Како веса, бе, Васо? Се израдува како да си извлекол лос са главним згодитком. Повеќе од лос са главним згодитком. Види, Ружо, еве види вака, на мојот пријател од Пешта, Јанош Еткедвари, сме му пратиле наше вино 2 вагони. И 1 вагон со ракија. Знаеш што значи тоа? Не знам што значи, кажи ми. Пари, купишта пари, шушки, ете тоа значи. Можам 300 години да живеам и ништо да не работам. Као гроф. И ти као грофица. Ќе живееме долго. Што ќе ти е толку долг живот, грофе? И што ќе ти се толку пари? Кога немаме ни внук, ни сна, а Аце наш, откако е вратен од студии, абе еден збор нема проговорено за женачка. А ти само за тие вагони со ракија, со вино, со Јанош од Пешта, само тоа ти се мота низ глава, ништо друго.
ќе зборуваме, татко? Додека беше жива мајка ти. И ветив дека ќе те изучам високи школи. Дека ќе те запишам на интернат во градот. И дека најмалку учителка ќе беше. И ете, ништо не исполни во одветувањето, ќерко. Ти остана тука во селото, сама со мене. Не е баш така, татко. Ти ми даваш колку можеш. А за високи школи пари немаме. Одамна престанав на тоа да мислам. Единец син ни е, само тој ќе ни ја продолжи нашата лоза. Имаш некаква идеја? Моите другарки одамна веќе се баби. Кога ми доаѓаат на посета, доаѓаат со своите внуци. И мене ме гледаат како шунтрава. Драга Ристовичева ми кажа во доверба дека еснавските жени почнале да не озборуваат низ градов, дека нешто му фали на нашац. Кој не озборуваме? Кој не озборуваме црна ружа, а? Кажи да му ги извадам зрцките. Кој го лигави името на син ми по чаршијата? Кој Абдал вели дека нешто не е во ред со син ми? Ружо црна! Васо! Васо, смири се! Ке ти се дигне шекерот. Дојди седни овде. Добро е. Не сакам со тоа да се измачуваш. Достати са маките од качување по керамиди од оджаци. Јас сум добра. Дете мое, ти не си само добро. Ти си ангел. Мома си веќе. Убава, стройна, за мажење. Што се срамиш? Како да не се изсрамам, татко? Зар со тебе ќе зборувам за мажачки и за иргени? Васо, си мислам јас нешто. А да пуштам јас еден абер низ чаршијава? Дека Аце наш решил да се жени. Да си побара мома, богата, рамна на себе, од сој, како што ни прилега. А? Па, некоја генералска ќерка, може и некоја ќерка на трговец. А? Васо! Што е, Ружо? Васо! Па ќерка на градоначалника Смилја. А? Ој, муабе, ќе го пуштам на Ристовичева. Па да видиме, која мома ќе се затрча по најубавиот и најбогатиот ерген во градот. А? Итра си. Итра си како лисица, Ружо. А што мислиш? Не е подобро прво да го прашаш син ти што мисли? Јас да го прашам. Абе, Васо, тебе ти е син. Не е ред јас да го прашувам. Ти си му татко. Ќе отидеш кај него и ќе му наредиш. И точка. Мора да се жени. И време е веќе да излезе од таа канцеларија. Кога не е на судење, што прави? Седи и пишува молби, представки за сиромашните.
Ќе отидеш кај него и строго ќе му наредиш да се ожени. И ќе те послуша. Па да. И ќе си најде некоја мома спроти него. Богата, лична. Да, бе, Ќерко. Татко ти тоде, ако е оđачар, тоа не значи дека е неписмен. Јас сум савремен. Живим со временом. Savremen si, a i mnogo šetan. Дури 2 пати си се возел со воз. Првиот пат кога одеше војник и вториот пат кога се враќаше од војска, така ли? Не е така. Не е 2 пати. 3 пати ќе беше. 3 пати. Што ако е богата, ако не е убава? Зарем нашите внуци да не бидат поубави од нас, а? Дебре, Васо, бре. Дебре, Васо. Сите девојки во градов се убави и добри. Само во твојата тимба има ракија, вино, јанош од пешта и ништо друго, бре, Васо. Што се смееш? Ружо, кога викаш толку силно и кога си нервозна, ме подсеќаш на една... На која? На која? На некоја од роман? Или од француска драма? Аха, знам. Се подсеќам на Клеопатра. Од биоскоп, Васо. За малку, за толку ќе погодеше. Ружо, ми личиш на мојот каплар Николич. Уште мустаки ти палат и прав каплар Николич си. Сега. Што? Сега ќе те капларо сам ја себе. Да видиш кој е каплар. Ружо, полека, научарите. Ружо, од пешта сум ги купил. Ружо. Обтужени Илија Симичиевич. Рано најутро, прие но што ја ударила камбана од цркве Светог Пантелеимона, значи још свануло nije, кроз задња врата од такозваног кепенџика ушао е у двор, значи у Авдиј, тужителице Стефанije Попстојковиќа. Удовица из Велеса и украо јој е 7 кокоши, несилке, заедно са јајама. Тачка. Татко,
Што вака Апансас? Добар ден, повели, седни. А тебе, синко, убаво ти овде во чаршијата. Со луѓе си, а изгледа и сакаш гужва. Како мислиш сакам гужва? Мислам, така, гужва, народ, голема варвулица, а од утре и големо семејство, ќе трчаат деца по дома. Сакаш чаша вода? Добар си? Добар сум, многу добар. Одличен. А слушај, синко, вместо чаша вода, да ми туреш едно ракијиче, вака, како за предручек. Тури. Ајде, назај. Доаѓам од кај Мишко, са чијата. Му го дадов саатот да ми го исчисти. Глеј како го ласнал. Многу е убав. Да, види. Колку е стар овој часовник од дедо? Овој? Па околу 80 години. Татко ми го купи од Каиро, беше на гурбет. Таму продаваше овчо сирење и кашкавал. Кога се врати од гурбет, јас веќе бев момче. Кога се земавме со мајка ти, тогаш ми го подари. Знаеш што ми рече? Не знам. Од кај да знам? Ми рече, овој сад ќе му го подариш на син ти која ќе се жени. Како ја што ти го подарив тебе. Васер! Однеси го ова на станица. Нека направат колет за штип. За штип? Да, за штип. Добре. Синко, тури уште по една ракија.
си? Кој? Ти, татко, дали си добар? Добар сум. Многу добар. Одличан. Каде бе, брати ми го шишето? Јас сум ти, татко, не заборај, не си ми ти мене, татко. Дај го вам шишето да се напијам уште една раки, ајде. Мајка ти сака да те жени, бе. Што сака мајка ми? Да те жени? Денес, кога ќе заврши со работа право дома, ќе дојде градоначалникот и жена му и неговата драга кирка Смилка. А веднаш по него ќе дојде газда Спиро со неговите две кирки Цица и Мица. Можеш да си земеш една за жена, а може и двете да ги земеш. Много сум пиен. Ама ете ти кажав се. Море, татко! Вие двајца луди ли сте? Татко! Запнале да ме женат. Бог да чува и да брани од криза на стари години. Да знаеш што сонував ноќеска, мајко, и ти во гробот ке се преплашиш. Жална моја мајчица. Таман заспав, ништо не вечерана, кога насон ми се покажа една голема вода. Да, голема и страшна вода, што доаѓа од небото и уште малку да го потопи нашето село. А водата со себе носи змии, гуштери, пајаци, едни пајаци, мајко, црни, големи, колкото паницава, не, толкави. Си помислив, Господ, лут на нешто, ама епта лут, сака да го уништи светот. Од страв занемав, замишав, ништо не можам да сторам. Ниту можам да дишам, ниту да подвикнам. А по долниот пат пак, мајко, по долниот пат многу жандарми со пушки во рацете го грабнале татко Тоде и ќе го носат на стрелање. Зошто го мачите човекот? Им велам јас така во сонот. А еден од жандармите ми вели, како зошто? Затоа што не знае да чисти оджаци. Наместо потопло да прават, оджаците на Тоде се запна. Изби пламен во сите куќи. И сега Господ праќа голема вода од небото за да го угаси огнот. Не е така, им велам јас. Татко е чесен човек, си ја знае работата. Не е за тоа олујата од Господ. И тогаш, мајко, од никаде, ама баш од никаде, се појави еден маж.
Тоа сонува. Ама само сон ќе биде, мајчице. Само сон ќе си остане. Кој сака да земе селска, сиромашка мома без мирис? Никој. А камо ли некој градски убавец? Како и да е. Да ти кажам сега за татко. Повелете. Леле, Рушо, цел ден ништо не сум јадала. На диета сум. Сум ставила некое килце. Градоначалник ме кара. Жено си станала коска и кожа. Да? Франсо, зачуди бре. Тебе, господине кмете, ако си во шах-мат позиција, не мора да ја караш жената. Ај ти гледај си го твојот шекер. Не се меше во туѓи бракови. Денеска отишол во канцеларија кај мој Аци од памет го извадил. Од возбуда му се кренал шекерот, како шар планина. Се врати дома. Тетеравејќи се, абе ни збор не кажа легна. Како да беше пијан, мортус пијан, да? Сега тој пусти шекер во крвта. Испи си го кафенцето, ќе ти се овади. Како иде експорт на грозđe, Васо? Иде ли продаја у Пешту? Тешко. Тешко, господине кмет. Ситно. Колку да преживееме. Васо, црни Васо. А ми рече дека грофица ќе ме правиш. Се чути, бре. На Бог ја ше ми ја, ајде. Јас ќе ја намокам, мојата Каруша. Фала ти, Черко. Се извинувам. Ова е куќата на мајка ми и на газда Васо Винар? Епа, да. Ова е твојата куќа, драг Ацо. Еј, откаде ме го знаете името? Дали сте ми вие некоја тетка по мајчинска страна? Се извинувам. Добро вечер. Ацо, адвокат. Вие мене детето ќе ми го навредувате. Вие пијани простаци. Па, Смилка моја е една принцеза, бре, за тој ваш пезавенк.
ти бре? Што седиш така? Ако си муж, отац и власт у ова паланка, одма да викнеш жандари за да го уапсат тоа говедо. Васо! Васо! Васо, бре! Ке дозволиш да ти увредја детето во твоја куќа? Добар вечер. Ацо. Магаре едно пијано. Адвокат. Шах. Шахмат. Извини, господин Икмете, ама ова беше неизбежно. Остана само со кралот. Скупо ćeš da mi platiš za ovo. Добар вечер. Ацо. Зет, пијаница. А још и моја Смиljка ми вика дома за да ми бидеш. А ти, моја лепотица, со стетку го помеша. Со стетку! Морам мрз да те моја очи више не виде. Адвокат и писан. Ти бре си за уапс, а не да заступаш лjude на суд. Добар вечер. Ацо адвокат. Джабе, толку школа имаш, синко. Исти како татко ти. Откаде јас да имам сестра? Како ти текна твојата идна жена да ја наречеш тетко? А бре, Ацо црни, Ацо што ни направи? Сега што ќе зборуваат низ цел град за нас, знаеш ли? Ружо. Ружо. Жена. Како оди? Слагано, добро. А Ирли е работа, Васо? Амин. Амин, господине адвокат. Од работа да не куртулиш. Што вака го гледаш, Васо? Полека да не го урочиш.
Не можам да му се изнагледам, синко. Фала му на Бога, оваа година беше добра. Ево уште малку го обрапме. Уште нешто остана. Слушај, синко, во среда ќе ги палиме казаните. Дојдете на првак, покани ги тоа другарите, колегите, сараднике. Нека видат како се вари најдобрата ракија од Стамбола до Беча. Да не е малку многу, Васо. Од Стамбола до Беча. Па нели у Београду пиевме Дуња. Или таа беше најдобра? Од Дуња ракија, од свиња месо и од ченка леп не ми фали. Гледај си тоа книгите и не зборувај глупости. Абе, Ајван, од дуњи се прави речели, сладко и тоа алчак, за гости и за јабанџи, а не ракија. Да ти ја имам младоста, да ти го немам паметот. Шо ти навака? А нели ти си нарачал да дојдам? Дојде овој пандурот. Кочо? Кочо пандурот. Рече, татко ти кажа да појдеш на Долно Лозје. И еве дојдов. Да, бе. Да, бе, јас му нарачав. Васо, што е, бе? Што те мачите, бе? Ти ме мачиш, бе, лонгу реден. Ожени се да војва мамата на српскиот крал. Ожени се. Да знам на што сум. Ако е тоа, ќе продадам и лозија, И мозија, и ракиджилница, и макиджилница, и куќи, и муки. Абе, се ќе продам така, бе, да му евам мамата на бугарскиот цар. Ако е до таа работа, кажи, да знам. Која работа, бе, Васо? Што да расчистиш? Абе, она работа со она и таквото. Не со ова, ами со ова. Мажи со мажи, абе. Сум видел јас такви во Пешта и во Беч. Ајде. Ако е до тоа работата, кажи да си го ископам гробот и да си легнам до мама и до тате. Смеј се, ама мене не ми е до смеење. Ми се плаче. Дома не ми се прибира. Ме изеде мајка ти. Добро, што мислиш ти, зошто не се женам? Од кај да знам јас? Не сум ти угаштите? Оти не се жениш? А? Зошто? Затоа што не сум ја нашол таа што ќе ме сака заради мене. Не затоа што сум адвокат. Или затоа што сум син на Васо Пинго. Кога ќе најдам таква, тогаш ќе се оженам. Абе, што се однесува до мене и ѓупка да ќе ја дарувам. Ич око нема да ми трепне. Донеси ја дома таа што ја сакаш и готово. А со мајка ти јас ке се расправам. Ја ту турдисам работата. Колку можам, де? И сега, што мислиш да правиш? Не знам. Како ве не знаеш? Па адвокат си, бечка школа, па смисли нешто да војва мајката на турскиот цар.
доста е работа, ајде да се, ајде. Смилка! Излези, Смилка! А кој е? Јас сум Ацо. Кој е Ацо? Твојот вереник. Па што си се развикал од Сабајле? Дојдов да те просам. Според договорот. Тата! Тата! Што е, Штери? Се дереш кога те колје неко. Се расчуло за срамот, тата. Ме изеде срамот. И просјаците на улица слушнаа како ме изигра Ацо Васин. Сега дошол овде да се подбива со мене. Срам да ти е. Слушај, Чокалио. Си ти нашao мене да заебаваш, а? Скупо ćeš да ме платиш за ову срамоту. Знаеш ли ти, бре, ко сам ја? Има да те отерам и тебе и твоју породицу на просјачки стап. Има да вас одувам се у Вардар. Ме стреса. Од страф ја видов на баба ми фроса венчанијата. Молим, што говориш, бре? Ништа те не разумем. Мајката, 20 години си тука. Збор не научи понашки. А би требало. Може би ќе ти се најде. Пер се ти мени закануваш? Мислиш да те се боим? Сад ću да назовем началника жандармерije. Има да ти исправи кост по кост. Мислиш да си много паметен? Чокалио. Чокали?
ќе сакаш да ме навредиш. Смисли нешто погрдо е вако. Чок, а калулија. Многу паметен. вечер, татко. Добро вечер, Керко. Пристигнали. Како помина на пазар? Имаше пазарджи? Имаше, Керко, имаше. А тебе како ти помина денот? И помагав на стринадонка на фурна. Имаше цела пинакота леп за печење. Па и реков, стрино, кога веќе ти гори фурната, и јас да ја сготвам тавата. А пак ли имаме вечера како вчера? За жал, татко, не. Нема веќе кумпири. Сполај му, Керко. Што дал Господ?
Господ овој пат дал малку гравче, маст и има 2 главички лук за солепчето. Убаво, ќерко. Ајде, земи го гравчето и да си одиме. Ајде. Ајде. Ајде, татко. Ајде. И. Како јадење, Џерко? Не сум јадел со години. Од ветрот, од времено. Добро, татко. Не плаши се. Еве ќе одам јас да видам што е. Не оди, татко. Може би се джандари. Треба, младич. Ништо, господине. Дали ќе може да се засолнам во вашата плевна? Големо невреме ќе фати, а и волците ќе ме изедат. Може би ќе може ако кажеш кој си. Никој и ништо, господине. Само барам да се засолнам. Јас сум Тода. Овдешен оджачар. Мило ми е. Ацо од градот. Повели Аца од градот. Повели. Повели. Наде, ќерко, ова е Ацо од градот. Тој бара да се сокрие од невреме во нашава куќа. А јас викам да донесеш чини и да седне со нас на вечера да касне гравче. Не ве молам, јас навистина не сум гладен. Барам само да преспијам.
било каде. Може во плевната или на таван. За мене е сеедно. Сепак донеси му. Повкусна вечера немам јадено со години. И јас тоа го велам истото. Ама таа се срами да покаже колку убаво готви. Вистина, наде? Навистина наде. Како да јадам шатобрион. Што рече? Што едеш? Омиленото јадење на Јанош, трговецот од Пешта. Ама, твоето е повкусно. Јас ќе одам по вода. Благодарам, не пушам. За вас. За мене? Едно фала за вечерата. Не треба. Ве молам, настојувам. Мене ми е подарок од истиот тој Чичко Јанош од Пешта. Јас ви ја подарувам вам. Како сакате. Се извинувам. Од каде доаѓате вие на ова невреме? Долга и широка е. Ми се расипа автомобилот на сред пат. Јас во механика не се разбирам. Случајно затропав на вашата порта. Се изгубив. Не знам на која страна е патот за накај градот. Лесно за тоа.
Наде ќе ви го покаже патот. Патот води низ Лозјата и за час и половина ќе стигнете во градот. Таа и онака утре треба да оди на пазар. Наде, Черко. Постели му на гостинот. На таван. Лека ноќ. Лека ног, татко. Лека ноќ. Повелете. Почекай. Ова ти е за да си поставиш. Ова ти е за поглава. А ова за да се покриеш. И сега? Татко рече натаван. Добра ноќ. Добра ноќ.
Добро утро. Откаде ти се песните на Коста? Ги купив во Белград, преку наши студенти. А тебе? Преку учителот Панзо ја добив. Коста ни е роднина. Пошто како дете ме учеше да сакам да читам, да сакам поезија. Преубави стихови. За љубовта, тажни, за Ленка и нејзината руба. Кога имав 11 години, ми подари една книга од Горки. Потоа се влюби и замина во градот. А ти? Имаш некој? Си се влюбила некогаш? Што ти е тоа, тебе гај? Тоа не е твоја работа. Ваква убава девојка сигурно има додворувачи на секој чекор. Ти доаѓаат на серенада момците од градот? Тоа не е твоја работа. Јас за разлика од тебе, што луташ каде ќе стигнеш и кој знае во која се не се загледуваш, јас сум овде да се грижам за татко ми. И што зборуваш, бре ти? Какви серенади, какви момчиња? Значи сама си. Немаш никој. Тоа не е твоја работа. Не е работа на некој тугинец да му раскажувам за себе си. Еве ти вода, изми се и да одиме во градот. Добар ден. Добар ден. Одам да наместам за ручек. Не мора. Не сум гладен. Ручав во чаршија. Се рашетав низ чаршија за да чујам некои муабети, да не се зборува лошо за аце наш. Чаршиски муабети, чаршиски ластинки, ме разбираш? И? Што и? Има ли нешто? Нема. Фала му на Бога нема.
Рајна чистачката е сретна од управата. Таа ми кажа дека Аце наш го видела Аце како влегува во кола и како продолжил надолу по долни дуќани, право Солунско џаде. Солунско џаде? Солунско? Џаде. Убаво ти реков, да не ја купуваш тако. Ружо. Немој ти мене Ружо. Додека не ги извози сите моми, тој нема да се ожени. А во управата? Код началник управе беше? А? Не. Ако имаше нешто да каже, ќе пратеше протуѓери по сокаци или ќе јавеше по Бановинско радио. Познати адвокат Александар Пинговиќ, син још познатијeg винара и трговца Васе Пинговиќа, урадио ово, оно. Разумеш? Разумем. Не знам каде исчезна таа момче. Ти си му татко. Ти треба да се грижиш за него. Со денови го нема дома. Па ќе го нема. Ти го исплаши детето. Да се жениш, да се жениш, да се жениш. И сега ќе го нема. И јас бев на негово место и мене ќе ме немаше. Васо? Јас, Васо, сакав да му најдам жена, а не крава. Па време му е. Време му е да се ожени. Да си создаде своje семејство. А јас и ти, Васо мој, да имаме внучиње. Што направам сега, Васо? Донеси ми пантофле. И свари кафе. Благо, татлија. Да си го кренам шеќерот. Што само тоа ти треба. Да ти помогнам? Може ми само. А може малку од грозјето? Како тоа? Така. За пари. Ке си платам. Друг пат ќе платиш.
змеј? Да. Убаво е, нели? Аха. Не ти се допаѓа? Ми се допаѓа. Само не знам што повеќе ми се допаѓа, дали змејот или оној што го лета. Ете, тоа не знам. Не те разбирам. Летањето змеј е како љубовта. Да го пуштиш на слобода тоа што го сакаш. Гледаш? Оној што го лета змејот го сака, а и змејот го сака него. Затоа што крајот на конопот е во неговите раце. Ако го испушти, змејот ќе одлета. Мислиш дека змејот може да лета без да биде врзан за коноп? И без да има терезии со кои човекот го управува? Ти си градско дете. Си летал змеј? Не. Ете, гледаш? Што? Љубов е кога змејот лета во место, без коноп. Можеш да го олабавиш, а тој стои таму каде што е. Ние тоа го викаме фатил столбиште. Змејот стои на невидливо столбиште од земјата до небото. Змејот на небото, а тој на земјата. И не се разделуваат. Почекај, Наде. Не доаѓај. Не реков ништо. Да не се налути. Што правиш таму? Наде? Не те гледам. Наде? Каде си, Наде? Наде? Каде си? Еве сум. Горе. На столбиште.